До средината на вториот ден од првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев се пријавиле повеќе од 1400 кандидати, што е бројка според очекувањата. Пролекторката за настава професор доктор Емилија Јаневиќ Ивановска истакна дека се задоволни од интересот на средношколците за препознавање на својата иднина токму на УГД. Вака можеме да бидеме задоволни од крајот на првиот ден. Вчера до крајот на денот, некаде 17 часот, завршивме, односно 19 часот беа внесени сите пристигнати и пријавени кандидати. Бројката беше 1075 и треба да бидеме задоволни, бидејќи ова е бројка која што е скоро за 100 студенти повеќе од минатата година после за првиот ден од уписите. Согласно со тоа како оди фреквенцијата на пријавување на кандидатите во текот на вториот ден, да не заборавиме дека и утре сите средношколци се добре дојдени, очекуваме да не бидеме нескромни, меѓутоа дека бројката 2000 веројатно ќе го завршиме првиот уписен рок. Ако ја погледнеме дистрибуцијата на примени кандидати, како што рече и деканот на Факултетот за медицински науки, на овој факултет веќе бројката одамна е помина 50%, зборам за сите студиски програми, 3 академски и 6 стручни студии. И само да поменам Факултетот за туризам и бизнис логистика, на крајот на вчерашниот ден имаше 280 кандидати, што значи дека и тука бројката е над 50% од бараните. За изненадување и она, искрено да речем, и наше очекување, да не бидеме нескромни, техничките факултети оваа година веќе си го покажуваат она свое лице што ние сакаме да го видиме, односно машинскиот факултет вчера имаше над 31 двајца пријавени, истото е со електрофакултетот, со технолошко-техничкиот факултет и мислам дека треба да бидеме задоволни. Имаме веќе и странски студенти кои што почнуваат да доаѓаат, иако за нив првиот, вториот и третиот на некој начин се пофлексибилни заради администрирање на нивните документи, така да веќе ги имаме првите странски студенти. Имаме најава и на стипендисти на влада на Република Македонија и од другите континенти, не само на прв, туку и на втор циклус. И Факултетот за туризам и бизнис логистика е со огромен број на пријавени кандидати. Техничките факултети исто така се со задоволителен број на пријавени кандидати. Годинава новина се некои студиски програми на економскиот факултет кои исто така се интересни, но и трите академии годинава побудија голем интерес кај младите луѓе. Во целина одзивот на сите академии, и на ликовна, и на филмска, и на музичка академија до сега, до овој момент, може да кажеме дека е реален и очекуван. Со тоа што се уште не се подготвени, не се изготвени резултатите од државната матура во средните училишта, одзивот во вториот и третиот уписен рок би требало да биде уште поголем. Бројката на музичката академија е специфично тоа што оваа година поголем е одзивот на инструменталните оддели во однос на пријавувањето. Имаме пријавено еден студент по пијано, двајца на флейта, двајца виолина, тие оддели веќе се исполнети. Музичка теорија и педагогија има пријавено 4, етнокорологија има пријавено 3 студенти и на джез одделот имаме пријавено 7 студенти, тоа на сите оддели, джез гитара, тапани, джез контрабас и така натаму. За филмската академија може да кажем дека за оние студиски програми кои се акредитирани до сега, дека има доста голем интерес, за филмска режија особено. Има пријавено 4 кандидати, за филмска продукција и за филмска музика има пријавено по еден кандидат до сега. Се надеваме дека до крајот на денешниот ден и во утрешниот ден ќе има уште доста пријавени. Исто и на филмската академија студентите треба да полагаат приемен испит, односно проверка на знаење, кој се состои од еден тест по филмска култура и општа филмска култура, нели? Анализа на еден филм и интервју или разговор со студентите во однос на нивните познавања од областта на филмската култура. За ликовната академија исто така има добар интерес, може да кажеме дека особено изразен интерес за разлика од минатата година. Тоа кажува дека веќе студентите препознаваат квалитетна студиска програма по плашно сликарство. Бројката оваа година е 7 студенти до овој момент.
Уписите продолжуваат и утре од 8:30 до 16:30 часот. Студентите прелиминарните резултати може да ги следат на upisi.ugd.edu.mk.